судби. Жена ми ја зедов од љубов. Имав пријател, го затеков со неја. Морав да го убијам. Морав. Мене ми е најтешко да зборувам за Ристо Шишков. Затоа што скоро од самото запознавање 1969 година па до самиот крај на неговиот живот, ден пред да умре, јас последен со него разговарав и ми даде некои насоки во животот, пораки, така што тие никогаш не можам да ги заборавам. А со самото запознавање, ние така се здруживме со него што по негова идеја јас студирав право, правни факултет и од втора година го напуштив. Ми рече, слушај, вика, ти најдобро, вика, се запишеш на академија, вика. Тој ме спремаше, положив кај Илија Милчин и почнав веќе да играм по нешто во театар. Од него имам научено професионалноста. Учев гимназија во Струмица. Тогаш некако јас се приклучив на театарот и почнав да играм некои улогички. Стигнав и до една голема улога во Кралот на Бетајнова, Франц, например. Тука веќе се зборуваше дека Шишко е на академија. Тој е донесен на 2 години од Мрсна, од Беломорска Македонија, во Струмица со брат, мајка му. Татко не дојде жив. Тоа сакам да го кажам дека овде се сколуваше израсна. Војска служеше на Бањица гарда, дека не е од оние кои кога дојдоа не земаат државјанство за да не служат војска. Он е воспитан во ова наша просвета од градинка Данеча до факултет. Во Белград учеше зашто овде немаше академија. Театарска академија. Отворија негде 72-ра. После тоа он се запосли во Југословенско драмско. Јас одам 2 години после него, 2,5. Школски 3, во ствари. 2,5 по години на возраст. И јас се дружев со еден од првите глумци во Ателје 212, Зоран Радмиловиќ, и веќе аплицирам да влезам во Ателје 212. Но дојдоа од тука Ќостаров, Милчин, стариот Илија. Абе, какво тука ќе останавате? Јесте први, нам ни требат академци, доле театарот. И ние нешто патриотски, нешто, ајде да се вратиме дома, дојдовме во Македонскиот народен театар. Од мојата перспектива, Снешка малото тревиче или малото цвеќенце, а над мене е еден кактус или можеби еден бор. Толку беше висок Шишков што јас морав цело време главата нагоре да ја држам кога имавме сцена заедно и кога разговаравме. Такво дрво, кое што е благородно, не дрво, дрвесина, ами благородно дрвце кое раѓа и плодови. Затоа велам понекогаш кактус, бидејќи и кактусот раѓа цветови. Едноставно во МНТ, тогаш дојде цела генерација, 70-тите години, цела генерација дипломирани актери и сите бевме во представите каде што играше Шишков. Меѓутоа, нас тој не броеше како трева, како камчиња, можеби и како звездички мали, оти тој се чувствуваше и најголем. А и ние така се чувствувавме. Големиот Шишков. За големиот Ристо Шишков, за космополитот Ристо Шишков.
Има многу што да се кажува, но како да ви речам, сеќавањата на тој голем човек моите сеќавања се разбира, се врзани најмногу за една манифестација што се одржуваше многу одамна во Дојран, дојрански ракувања. Таму има разноразни авантури со мојот инаетски карактер и со инаетскиот карактер на Ристо Шишков. Ние се познававме уште пред тоа, меѓутоа дружењето на тие дојрански ракувања исфрлија некои сеќавања кои што до ден денес не можам да ги изумам, да ги заборавам. Едното од нив е вакво. Ја млад новинар, нели сакам да се покажам во најдобра светлина, во рамките на филмската програма на Дојрански ракувања, што се одржуваше во црквата Свети Илија, во Стар Дојран. Нашата кинотека одржуваше многу интересна филмски програми и со присуство на екипите, филмските екипи што ги создавале тие филмови. И наред дојде најдолгиот пат. Имам 5 пушки. Нека биде ми та река Силах. Мир, како што се вели меѓу нас. Јас ќе ви ги дадам пушките, а вие ќе ми дадете беса дека нема да ги свртите против нас. А сега пред попот ќе дадете беса. Кој има татко и мајка, ќе се заколне во нив. Кој нема татко и мајка, ќе се заколне во децата. Кој нема деца, во Господ ќе се заколне. И во вашата Македонија. Ристо Шишков ја играше главната улога, нели турскиот водител на караванот кон Мала Азија. И јас имав како новинар, како водител на тие вечери, имав обичај да составам така неколку прашања, да се консултирам со дел од екипата што ќе се појави на сцена, да ја представам екипата пред публиката и се консултирав со нив секогаш за што ќе им какви прашања ќе им постава. И за најдолгиот пат на Ристо му велам, еве гледај овие прашања ќе ти ги поставам. Вели добри се, ова прашање исфрли го. Зошто викам да го исфрлам? Исфрли го ко ти велам. Добро, ќе го исфрлам. Ја како миролюбев новинар, ама и наетот ме тераше да не го исфрлам тоа прашање. Ја повикав екипата на сцена, после проекцијата, Шишков до мене стои, ја нормално и наечија. Го поставив тоа прашање што тој ме замоли да не го поставам. Ми фрли еден отровен поглед, ама одговори нормално. И сега со Шишков не можам да заборавам некои работи кои што ние бевме секој ден заедно скоро. Јас се знаев и со неговата жена полјакињата, Алисија, и ситуацијата кога таа си замина, го зема Васко, сакаше да избега за Америка, но Шиле ја стигна со такси во Куманово и го зема Васко, а таа замина. После Васко остана сам со тетка му да го чува. Го гледам космосот и таму некаде во космичките тие небиднини ја гледам театарската сцена и филмската сцена, што е многу битно. Јас не сум експерт за театар, но знам што направил на филм. Значи, во тие небиднини космички, таму е некоја голема камера, таму е некој сет од некој филм и Ристо Шишков во главната улога. И кога ќе помислам за тие негови многу малку филмски улоги, не е тоа голема кариера. 10 играни филмови, но величанствени.
стамат, да кажеме, стамат во планината на гневот. Питоголи во Републиката, во Пламе, најдолгиот пат. Па, пазете, имаме ние актери кои што имале со десетици филмови, па добиле, да кажеме, 2-3 награди за највисоки актерски остварувања. Ристо Шишков имаше малку филмови, но доби, значи, за Стамат, за планината на гневот и најдолгиот пат, за главната улога во најдолгиот пат, ги доби највисоките актерски награди на фестивалот на актерски филмски актери во Ниш, а тоа не е мала награда. За толку малку филмови да добиеш највисоките награди. Ти рекол дека не се бандити, туку борци за слободата на Македонија. Ако ти поверувам, ќе умрам многу зачуден. И јас ќе умрев многу зачуден, кога стелаше на мене од касарната, додека преговаравме. А можам да ви кажам дека не безбројни ноќи сме седеле пиејќи заедно во тој период. Шишков беше со многу добра душа. И од тоа страдаше, он немаше зла душа, барем према мене, према колегите кои што сме имале контакти со него. Така да, тоа е една голема звезда во мојот живот. И водилка како треба да бидеш упорен за да стигнеш до резултат. Па, веројатно, гледајќи го и мерејќи неговата височина и големина, тоа ќе беше секако голема сцена. Но пак имаше опасност да се сруши сцената, бидејќи тој беше толку силен, не само говорно, ама и физички, така што не успеавме ни да го сочуваме како сеќавање или можеби именување на сцената како Шишков, како што не успеавме ни Петре Прличко да го насловиме на некоја своја сцена. Едноставно беше најлесно да се направи и хајка против неговото име, против неговото дело и беше најлесно да се отстрани од сцената. Така што секогаш сум рекла дека многу се брзи луѓето кога донесуваат негативни забелешки, а многу се бавни кога даваат пофалби. Така што величината на Шишков, можеби тој сам си ја почувствува оној момент кога не ја доби наградата на Стерино позорје. Како се викаш? Цвета. Младо име, пролетно. А жегава ке те свене, ке Учени те сме. подбитка. Учени сме. На жетва се раѓаме. Знам каде се раѓате. И знам кој каде треба да живее. Цвета. Навистина пролетно име. Да си измиеш малку, честит Беко. Твоја ќерка е, нели? Моја е. Мала е Беко. Не е мала. Млада е. Тогаш во тоа време, тоа беше 78 година, ние отидовме во Охрид и на отварање на Охридско лето. На враќање, а тој тамо ми кажа дека му дале сценарио за Црвениот коњ и дека треба да го игра главниот лик, но треба да знае да жнее. Треба да научи. И викам, јас ќе те однесам во моето село. Баш тоа беше времето тогаш на жетва. Ќе те научам да жниеш, ќе те научам се. И така и беше. Отидовме, тој едно 2 недели седеше кај мене во село. Научи да жние. Таму што ви кажам. Тој како да е роден таму, со сите здраво, како сте, ги поздравува. Цело село се запозна со сите. Кога се вративме од Малешевијата, отидовме во Дојран. Тој требаше да го пречека брат му, а брат му има доживеано еден од браќата, тој има двајца браќа и сестра му,
и тој требаше да се врати од Русија, бил во Ташкент, фактички он требаше да го игра братно. Не му ја дадоа улогата, ја дадоа на Бата Живојновиќ, а на него му дадоа да игра Грк. И тоа него го уби. Викам, што бива сега, зошто? Не знам, вика. И после на Столе Попов не го преснима филмот, него на синхронизацијата не му дозволија да ја кажува тој, него го викнаа Вукан Диневски да го надсинхронизира. Што не е тоа. На Вукан гласот е друг во однос на Ристо Шишков. Сега го гледаш Ристо Шишков, а збори Вукан Диневски. Аз дехете стин ангалјатис. О мегало Сталин, скефете јамас. Ке омос! Да ги рисуме, ке палим јамера. Ке омос! Састок се надео, оте ни ги фикаме. Трепаме пузен, скофоцика сим преспа и пуде пјастика. А емена ту лахистан, сон тъпам. Има право Ставрополос. Ова ли е земјата на Сталин? Во време води му даваат да игра српски джандар. А во тоа време он многу не ги милуваше, зашто имаше преживеано доста работи. И на снимањето на време води, јас бев присутен скоро цело време. Тук имаше провокации многу од еден глумец од Хрватска, Лепетич, и еден заменик, помошник режисер на Гапо, Стаменковиќ од Белград. Главна женска улога играше жена му на Петар Краљ, Лиљана Газдич, но таа во тоа време била разведена со Петар Краљ, Шишков беше слободен и тие фактички беа на некој начин заедно. Тоа со филмот што се случи во Тешмарулиште, Гапо му дал за време на представа да пие вино. За време на снимање. 40 степени, како јас сега што го снимав ова. Во полето. И го фатило. Не може, ајде, оди во хотел, утре ќе ја продолжиме таа сцена. Си оди во хотел, а тамо Лепетич, тој тужителот, и уште еден србин, си пијот скат зашто немаат денес снимање во кафаната. И шили им доаѓа Курдисан. Вамте, тамте, муабет, а он како прв дојде вака како корпулентен, имаше некој став заштитнички према помалите, према глумците. Од вистина е дека сите главни улоги ни ги изигра луѓе од надвор. Па затоа, нели, Србин, блиско сме, ама не може македонец да го изигра. Во говорот ке излезе. Од првите филмови, да не речем, кога вика се колнам, и ја се колнам. Не може, ќе го познаеш дека не може. А да не збориме дека словенец пак уште повеќе треба лектор. Не се, и он имаше краток фитил, што велат луѓето, за лесно влегување во сукоп. И вика, со псовка, сите главни улоги ги изигравте вие, та срби, та хрвати ли, а моите деца играат курири, стражари. На тоа Лепетич преку Сдружение на глумци, кој кај нас не заживеа, до Цека, до Белград. Белград до Скопје, Скопје, уште утрото стигна полицијата во Ташмарулиште. Ние во 70-тите години, млади надобудни критичари, нели, се знаевме, нели, во наводи се знаевме, бевме настрвени на телевизиските режисери, а таму
Во нашата МРТ имаше изворени режисери, како Душко Наумовски, како Јане Петковски. Значи, нашата, како да ви кажам, малку надуена величина како критичари, ги намалувавме вредноста на тие режисери што работеа во телевизија. А не било тоа така. Сега го гледам и се срамам од тоа што сме се однесувале така. Ја гледам Табакерата. Расказ на Абаджиев, сценарио на Ташко Георгиевски, феноменално сценарио, со минимум реплики, минимум. Филмот трае негде околу 20 минути, Табакерата. Минимум текст, минимум говор, само со крупни планови, само со погледи, само со движење. И двајца големи актери, Ристо Шишков и Благоја Чоревски. Го гледам сега филмот Табакерата и се срамам самата од себе за односот према луѓето што создавале во македонската телевизија. Ти имаш двајца глумци што држат еден филм. Го држат како најголеми актери, а се најголеми актери. И Шишков како Гоце Делчев и Благоја Чоревски како Сулејман Бек. Тој филм е метафора за она што ние денес би требале да го правиме соживот. Вратата останува отворена. Нема одмазда, но има музика. Музика која е светска и наша, домашна, со домашни инструменти, но и со симфониски жичени инструменти. Па кој можел тоа да го направи тоа? Таа мала екипа со Душко Наумовски, со Андреј Белјан, со Ристо Шишков и со Благоја Чоревски создале извореден телевизиски филм. Да видам денес да направиме таков филм со таква метафора за соживот на овие простори. Тоа е космополитизмот на Ристо Шишков. За малку ќе го испуште возот. Колата здрава, кончињата авслани, ама патиштата само дупки и камења. Колку пати сум му велел на валијата. Патиштата треба да се постигнат. А тој, дурба калам, и за патиштата ќе дојде редот. Вие, ако може да ве прашам, туги не сте? Кореспондент или? Не, овдешен сум од Кукуш. Кукуша не сте? Мило ми е. Многу ми е мило. Сум играл првата моја допирна точка со големиот Шишков беше во Табакерата, 68-69 година. Втора година на факултет бев и ме повика Душко Наумовски, режисерот, заедно со Шишков да играм. А второто снимање е серијата Пат кон леднината, партизанска серија, во која што играв со него. Шишков колку беше голем, мислам по раст, толку беше и голем како актер. Несебично даваше, но знаеше и да бара од тебе и да биде дури да најдам некој по-адекватен израз, дури да биде насилен во тоа кога бара од тебе за да стигнете до поголем резултат на сцената. Па за актерите претежно животот е театар, животот е сцена или сцената е живот. Така живееме 1000 или 2000 животи во исто време и веројатно е за нас радост, можеби за другите членови на нашето потесно и пошироко семејство, не е радост, ами е мака и тежина, но за нас тоа е најголема радост и достигнувањата, презентирањето на улогите
најразлични, се тој највисокиот домен, што може сами да си го доловиме, да го оствариме и едноставно не е битно само да репризираме, нели? Но во секој случај го збогатуваш и својот живот, бидејќи во животот имаш само еден, но на сцена имаш преку 2000. Во време води, кога му ја зедоа улогат, мислам го преснимаа филмот со Ристо Шишков, само тие сцени, другите останаа, го повика Борис Дворник. И јас се сеќавам добро дека Борис Дворник отиде да го праша Ристо Шишков дали дали сака тој, дали може тој да игра место него. Ристо му дозволи, вика, нема проблем, вика. Што ме сечат мене, вика, играј ја ти, вика сега. И така да со дозвола на Ристо Шишков, Борис Дворник ја играше улогата после во филмот. А сцените кои што Шишков ги имаше направено да останеа во филмот, да идеше негде на фестивал, тоа брилјантна улога има направено Шишков. Стави се. Го тргнаа затоа што на тој филм ексцесот настана. Заради тоа. И јас затоа не сакав Бранко Гапо да биде главен на фестивалот Ристо Шишков. И реков, него ни канете. Ако можеше Столе Попов да го остави во Црвениот коњ, зошто не го остави и он? Него го преснима. Значи, дадоа буџет уште за еден филм. Фрлија, може уште еден филм друг да се снима, тие да му преснимат сцените на Ристо Шишков. После отиде во Настерино позорје. Настерино позорје му кажале пред тоа дека ја добил наградата. Меѓу време ја даваат на Раде Шарбеџија, тој се враќа истата вечер. Значи разочаран, пошто прво му кажале ќе ја добија, а не ја добива. Доаѓа такси, го зема и го носи на снимање. Истиот ден тој не ни спиел, одма да снима. На снимањето Ристо никогаш не пиеше вино. Тој пиеше или мастика или винјак. Гапо му дава да пие само вино. И Ристо се напива многу. Се напил, му враќаат тоа овие секретари на режија, сето тоа беа од Србија и го враќаат. Демек не го кажал точно текстот, го враќаат се, он се напива и почнува тука со нив. Наводно го опцул Тито, ги опцул нив. Оганот го запалија многу од нашите колеги, кои што и лажно, да речем, сведочеа. Така да, во исто време и самиот гореше, а во исто време и другите го подпалуваа. Театарот му го земаа што се вика, му ги забранија сите представи кај што игра, му забранија да игра на телевизија, не прикажаа ништо што снимил тој, на радиодрама не го вика, нигде не го вика, значи тој беше веќе отстранет од се. Овде во театарот Кенгурски скок од Живко Чинго и Зајди сонце од Бабел. Во Кенгурски скок Живко Чинго собирал писма од Австралија што доаѓаат, а отиде во Австралија да ги сочека и тие писма од тука. Од тоа се роди Кенгурскиот скок.
Тој го играше Никодин. Кога доаѓа во племенот во Австралија, Никодин оди на печалба, нели? Никој не може да го изговори. Ти ке се викаш Чали. Ај, мајка, да вика ова Чали како Али, како турско. Али така го крстиле во племенот. Али го прифаќа Френч, наш исто, кој ги тие наивни дечиња. Млади одат таму. Ги зима, го учи да вози точак, го осигурува. Во петок кога полудуваат, се пуштаат по стритот. Он го пушта со точакот и кога ќе свртиш, ќе се доближи, ќе го згаснеш светлото на точакот, ако те удри, ако остане жив, чампион. Ако не, таква ти била судбината. А он го осигурал за да наплати осигурање за несреќата. Ете, со тоа се служил Френч. Тоа е поентата на кенгурскиот скок. За таа представа и таа улога, да ви кажам, бевме и кенгурски скок, а и за Едисонце турнеа низ бившата Југославија во сите центри, до Русија и Братислава. Во Белград Љуба Тадич ја играше таа улога на Шишко. По завршување на представата обично се прават приеми, колективите да се дружат. Прииде Љуба Тадич да му се поклони и му призна, вика, ти си појак од мене во за Едисонце. Сака да каже за улогата. А тоа, ако тоа го вели Љуба Тадич, не велам што велат новинарите. Тие можат секако да кажат. На крај му остави порака на Шектански за детето да се погрижи. Тие се дружеа. Шектански живееше до Вардар филм, а тој беше стално во бифето на Вардар филм. Он има снимено 13 филма, мислам. Не ги пушта филмовите тука да се даваат, а надвор се даваа, а на него и во театар му забранија да работи. И тоа го уништи. Му подметна и една карикатура да контактирал со нашите иселеници во Австралија, дека некоја карикатура на Тито до лактите, крвави рацете за Егејскиот дел. Ветрометина во тој период со војната. Со грците, мажите се борат со Захаријади за демократска Грција, не за Македонија. А тие им ги бомбардираат децата, жените и бегаат. Никој не кажува дека таму кај што го потпишаа нашиот договор, дека има масовна гробница. Тоа е 91-2 година. Илија Милчин ми се исповеда. Вика, Аце, знам дека, вика, ти трчаш и за синот, и за Шишко, вика, му направи споменик, му направи се, вика, бевте многу блиски, вика. Јас, вика, се обвинувам себе, вика. Јас сум виновен што Шишко умре. И викам, зошто, професор? Зошто вие? Вика, затоа што, вика, јас го донесов од Белград, вика. Тој беше, вика, во Југословенско драмско позориште и тој почнал уште од 3-та година како стипендијант да игра во театарот. И пошто во МНТ немало ни еден со академија и они одат да го земат Ристо Шишков. Оди Милчин лично. И јас, вика, како фудбалер го купив, вика. Ние му предложивме, вика, му дадовме вила, вика, на Водно, кај што имаат Петр Парличко, Джува Лековски, Милчин. А тој, вика, ја одби, вика, неќам, вика, јас да идам, вика, на Водно, вика. Тоа е далеко од театарот, вика. Че ми дајате близу, вика, до театарот стан, вика, за да можам да доаѓам брзо, вика. Јас не можам, вика, да идам таму, вика, по Водно. Некаде 92 година, една вечер мене ми се јавуваат по телефонот Струмица едни, од Домот на културата. Ацо Шехтански, да. Вика, ние сакаме, вика, во Домот на културата, вика,
из Струмица да направиме, вика, вечер со пријателите на Ристо Шишков. Вика да ги поканиме сите, вика, кои биле пријатели. И отидовме да бараме, вика, дозвола од сестра му, Анастасија и зетот Ристо. А тие, вика, рекоа, еве ви го тој број, додале мојот број, вика на Ацо Шехтански. Ако тој ви каже дека треба да правите такво нешто, ќе правите. Ако ви рече не, не. И овие останале вака, шокирани. Кој вика, тој вика што онако каже. И се јавија вечерта, викам, дојдете утре во Скопје, ќе правиме муабет. И тие, дојде директорот на театарот и уште 2-3 други, тогаш и театар, не на театарот, на Домот на културата, што театарот веќе беше распаднат и тие театарот играа во Дом на култура. И јас им кажав дека имам идеја да се прави фестивал Ристо Шишков. Не викам со пријателите, викам, да правите пијанка, вечеринка. И јас некои од тие луѓе ги тргнав, викам, нема да ги каните затоа што тие имаат вина за случајот што се направи Ристо Шишков и што Ристо Шишков денес не е меѓу нас. Мардаја, и јас си седев потворена на зидот на хотелот, на терасата на хотелот Мардаја, карши мене езерото, дојрани железничката станица, а таму горе се испречила Белацица, огромна планина. И повеќе мина бевме, 10 мина повеќе. Едно време Ристо Шишков седи карши мене. Значи гледа према зидот према терасата на хотел. И едно време стана и рече, станува таму да се ги смениме местата. Еве викам, не ме гњави сега што ќе менуваме место. Стани, ко ти велам, ја ќе седнам на твоето место, ти на моето место. Добро, за таква величина, за Ристо Шишков, ајде ќе стана, нема што. И ја овој кога се ги сменивме местата, сватив зошто сакал да седне таму. Од тоа место се гледаше Белацица, се гледаше езерото, дојрани, но она што до ден денес ми остана во сеќавање, тоа е болката во неговиот поглед. Затоа велам, криво ми е, жал ми е, ќе си пукнам од мака што нема во тој момент фотографски апарат или камера да го снимам тој поглед пон со болка. Он гледаше према Белацица, према Кукуш, према своето родно место, со таква болка во очите, што велам, до ден денес не можам да ја заборавам. Ќе ви кажам еден пример со Шишков. Јас како директор на Драмски театар, еден ден доаѓа наеднаш и отвара вратата и ми вели, ти ноцам еден режисер. И навистина донесе еден режисер, сега ми е жал што не можам да се сетам на него, тој завршил во Москва. Жена му после работеше во телевизија да режира кај тебе. Ја му викам, ти ми носиш другија, јас сакам ти да бидеш во Драмски театар. Само ме погледна и излезе. Така да, мислам дека тоа беше взаемно давање и земање и на театарот кон Шишков и Шишков кон театарот, и филмот и телевизијата. Се обидувам да откријам некоја негова друга страна, освен таа робусна, остра динамика, таков и говор, стакато говор, насилен. И мислев дека веројатно под таа маска се крие некое друго лице. Но некако режисерите му ги доделуваат тие улоги, каде што имате јак лик, еден одреден, главен пред се секогаш се играше. Веројатно тој не би ни прифатил ако била епизодна улогата. И знам дека во крчма под зеленото дрво, некаде 77 година, мислам дека добив некакво признание од него, дека можам да му се доближам, се вели тоа.
така што не беше приватно расположен за разговори и веројатно сметам дека и срцето му патеше околу тоа, без оглед колку сакаше да прикаже една друга слика за себе пред другите луѓе. Така што подоцна некаде 83-та година повторно бевме заедно во проектот на Кавејски празници, каде што имаше улога Веселников да го игра. И тоа беше чуден неспој со него, бидејќи секогаш налутен, робусен, лут и така натаму, тоа некако не му легнуваше таа улога, но успеа некако со нас, децата, што велам јас, да се усогласиме и некако да го финализираме тој проект. Голем човек, крупен човек, но со душа безгранична, со љубов за сите луѓе, затоа велам, тој беше космополит. Ги сакаше луѓето, но најмногу го сакаше својот народ. И имаше една многу интересна ситуација дома кај мене, кога јас сакав да заминам за Хрватска, таму да живеам. Тие одржаа некаков собир. Тој Живко, Чинго, Ристо и татко ми да ме разобедуваат дека не е паметно да се оди од Македонија. А главниот збор го држеше Шишко. Живко си молчеше, татко ми си имаше да каже тоа што кажа, а Ристо ја мереше собата со чекори како да е една стена и ми држеше политичко предавање. Дека тој што се образувал надвор од Македонија, не се врати во Македонија за да ја гради Македонија, не е македонец. Тоа ми го залепи во лице и нормално ја се повлеков. Табакерата беше многу смирен со мене, затоа што мојата улога која што беше таму беше една поинаква од неговата. И он мораше како Гоце да биде многу посмирен, затоа што сцените кои што се снимаа во возот, јас го откривам дека ти си Гоце зашто сме ние другари од детство. И он не можеше да пламне како што можеше во театар да пламне, да речеме, во представите. Карактер. Многу даваше. Многу даваше на барем со мене на снимањата и во приватниот живот. Ние многу се дружевме со него. Пред некое време во Париз дојде голем турски чиновник и рашири приказна дека во Македонија се појавил крилат бунтовник. Насекаде лутал и ни војска ни заптии можеле да го фатат. За неговата глава давале 1000 жолтици. Види, што ли не ке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата трговска глава, што е полна со басми, сол, масло, восок? Вие сте Гоце Делчев. Тешко е кога од културата на твојот народ си заминува величина. И ја нема повеќе. Остануваат само спомени. Имавме величини пар екселанс. Аристо Шишков, тој е култ. Култ. Но, затоа си создаде една армија непријатели. Меѓу нас не смее да има делење нито било каква спротивност. Меѓу нас нема ни прв, ни втор. Секој од нас одделно потикнат од Божјиот дух му проповедува на народот полке за неговото спасение.